Маријан, добро утро и добре ни дојде во наша емисија. Добро утро. Значи, како што реков во воведот, загадувањето, да се намали загадувањето на воздухот, веројатно треба многу комплементарни, комплексни мерки да се преземат за сето тоа да биде во функција и да се дојде до резултати што ќе ги задоволат потребите на граѓаните. Енергијата ја имаме во разни форми, обновливи, необновливи, фосилни, загадувачки и така натаму. Вие како енергетски менаџер, како човек што се занимавате со енергијата, можете да кажете во кои форми и која е најдобрата форма да се експлоатира и се тоа да дадеме придонес во решавањето на овој голем проблем со кој се соочуваат граѓаните секојдневно. Јас размислувам дека е подобро да се занимаваме со барањето на причините на загадувањето, отколку да ги лечиме последиците на загадувањето. За жал во државава ова второто повеќе го практикуваме. Така размислувајќи, една од причините на тоа загадување е потребата наша за енергетика. Значи, ние неминовно мораме да имаме дома струја во домовите, да имаме други облици на енергија, дали е тоа огромно дрво, дали е тоа газ, бидејќи имаме потреба да работиме, да се загреваме и така натаму. Меѓутоа, како што рече, енергијата е секаде присутна околу нас, тоа го тврдеше и Никола Тесла. Проблемот е што ние не ја детектираме доволно и не знаеме да ја искористиме во наши цели. Енергијата е присутна во облик на светлина, дека во облик на топлина, во други облици, дури и звукот е енергија, представува енергија, движењето е енергија. Она што ние треба да го направиме е овие обновливи извори, односно начини на енергија, да ги на некој начин зауздаме и да ги искористиме. За подрачјето на Македонија најпогодна е сончевата енергија. Да. Ние сме... Добро, извини, само ќе да прекинам. Добро, кога велиме ние, мислиме на целото човештво или на овде на локално ниво, бидејќи во другите развиените земји има многу голем процент на искористување на овие алтернативните, обновливите. Ако ја погледнеме, Германијата е лидер во искористување на сончевата енергија, а нема доволно сонце колку што имаме ние. Значи, ние можеме да бидеме и пред Германија, ако тоа го стартуваме конечно, еве го имаме за новиот закон за енергетика, меѓутоа се уште ги немаме подзаконските акти. И ако сакаме, например, денеска да направиме една поголема сончева фотоволтаична централа, ќе се најдеме во некои прашања на кои што можеби не знаат и оние надлежни да ни одговорат. Така да сето тоа е оставено да чека за понатаму, да се докристализира, па тогаш на инвеститорите да дојдат и да конечно со нив да почнеме да работиме. Како што реков, за Македонија е најдобра сончевата енергија. Значи, таа е многу неискористен капацитет. Сончето ни е постојано, го имаме во 3 региони доста силно сонце, значи имаме, тоа е регионот Овчеполијето, тоа е регионот Пелагонија, значи Битола, Прилеп и Струмица, Гевгелија. Таму имаме најголемо зрачење на сонцето и таму може да се постават најголемите фотоволтаични централи, па тоа да го искористиме. Добро, многу долго ова се зборува за овие можности, за сонцето, за други алтернативни извори на енергија кои се присутни во Македонија, кои може да бидат вистински извори. Па добро, кога таа проблематика ќе се фати еднаш вистински враце и ќе се тера здраво, мислам, го спомна законот за енергетика. Да. Ти се занимаваш со енергетика, ти си енергетски менаџер, ни доаѓаш со многу награди, режијата ќе ги покаже и овие на масава што се и тие што ги снимевме пред малку, пехари и така натаму. Дали мислиш дека оваа проблематика бавно се движи, објективно споро се движи или на вистина не бива за спроведување? Значи, со години зборуваме за газификација, за искористување на сонцето, за бренгалиште и 300 други приказни. Ова е борба на две струи.
Едната е конзервативна струја која што Значи енергетиката има добро заработува до сега и нема намера многу да прави промени, и другата е прогресивна струја која што сака сето ова на овој начин да го. Во Македонија постојат две струи енергетски. Постоја, не би се нафаќал сега кој каде, може да слушателите, односно гледачите да самите да оценат кој тоа го прави. Имавме ние јавни расправи за Законот за енергетика. Сега ќе биде актуелен Законот за енергетска ефикасност. Значи ќе имаме и тука јавни расправи. Ќе видиме што ќе произлезе сето тоа. Па добро, би било интересно вака барем да некоја илузија да дадеме на тие две струи. Дали се тоа политички обоени тие две струи или се па добро и профитот е профитерски. Профитерски. Да. Значи, едните сакаат пробив, либерализација можеби во тој дел, другите сакаат конзервативност и статус кво како што до сега било. Добро, нема да ги спомнеме, но како се одвива таа борба на пазарот и како да ги трпат последиците граѓаните, односно крајните корисници, плаќачи на енергија. Јас сметам дека ова може многу побрзо да се направат овие промени. Знам дека не е лесно да се сменат и законските рамки и подзаконските акти да се донесат. Македонија има капацитет и во Министерството за економија, има таму прекрасни експерти, меѓутоа има и од другиот тип на капацитети, да ги нарачам, кои што не сакаат брзо ова да се промени. Еве, кога јас го разгледував и новиот предлог Закон за енергетска ефикасност, сметам дека таму фалат некои работи и ќе се потрудиме да ги вметнеме. Се надевам дека конечно ќе не послушаат. Во досегашните сите јавни расправи кои што сум учествувал, многу малци. Значи, кои сте тоа вие? Енергија и невладени? Зборам за граѓански активисти, зборам и за експерти, значи со кои што соработувам. Веројатно Министерството за екологија го подготвува законот, така? Ова го подготвува Министерството за екологија, за економија. Меѓутоа, јас зборав и за претходните закони кои ги подготвуваше Министерство за правда, како што е Законот за извршители, Законот за нотари и така натаму. И добро, колку е од вашето искуство и колку сега во новиот Закон за енергетска ефикасност имате соработка со институции? Колку е тој невладин сектор искористен, да речеме, бидејќи и во тој сектор има огромни капацитети? Значи, сакав да кажам дека има капацитет во државата. Една од експертите, групата на експерти се енергетските контролори, кои што имаат своја функција. Втора група се енергетските менаџери, кои што сум јас спаѓам во нив и кои што се комплементарни со овие првите. И ние можеме да ја поведеме таа во насока на енергетска ефикасност, односно и со менаџерите во насока на искористување подобро на обновливите извори на енергија. Добро, прашањето ми беше, значи, колку е соработката со тој невладен сектор, колку институциите ве сметаат за рамноправен партнер, бидејќи знаете институциите имаат малку суетен однос кон тие здруженија што се формираат, што не се профитабилни. Можам да кажам дека постои одреден степен на тврдоглавост во институциите, меѓутоа и тие самите сваќаат дека сме нужни и почнува соработката со нив. Почнува соработката и со општините, почнува соработката и со Министерството. Значи, тука тоа тече. Ние секако дека би сакале тоа да биде на едно повисоко ниво и да бидеме вклучени во другите процеси. Например, сега се спрема фонд за енергетска ефикасност, каде што секако освен финансиски експерти ќе им бидат потребни и експерти од овој тип. А види се, тука ми е прашањето. Има фонд за енергетска ефикасност. Јас знам дека и Европската унија и додели на Македонија, односно за целиот овој Западен Балкан, огромни средства, 350 милиони евра, мислам, дека се на располагање. Дали во институциите има стручен потенцијал да се земат тие пари, правилно да се искористат, или стручноста е во невладините организации? Тоа е многу важно прашање. Стручноста ја има и во институциите и во експертите, значи надвор од институциите. Она што се бориме е за признавањето на оваа експертиза од страна на државата. Можеби ќе треба да се воведат и некои лиценци тука,
па сега одредени тела ќе ги издаваат тие лиценци за да имаме уште поголем квалитет. Што е знак прашање, но треба да се поведе дискусија околу тоа. Јас се уште немам заземено јасен став и јас околу тоа. Ние се трудиме нашето влијание да биде се поголемо и еве до негде сме признаени и од други надворешни фактори кои што соработуваат и со нас. Дали ти е познато како тече искористувањето на тие пари одобрени за целиот Западен Балкан, но и голем дел беше споменато од страна на владата. Уште пред 2 години, мислам дека од поранешната влада беше, не сум сигурен, мислам дека од поранешната влада или во време на менувањето на власта тука некаде беше, кога на пресконференција во владата се објави дека Европската унија, кога беше оној самит во Италија, во Венеција, мислам дека беше, или во Трст, мислам дека. Моите сознанија се дека како оди таа динамика, дали има веќе нешто, некои проекти? Фондот е во тек на создавање на фондот, значи мислам дека се дадени средства за формирање на фондот, а не и за полнење на фондот. Значи тоа е малку долготраен процес. Јас се надевам дека во наредните 2 години сето ова ќе се заврши и ќе почне да функционира овој фонд и дека ќе бидат ангажирани овие експерти за оценување евентуално на апликациите или за надзор на реализација на овие проекти. Така. Добро, ти ни доаѓаш со еден куп награди. Зашто се овие, барем накратко да се пофалиме? Ова е во почеток беше една идеја, односно се запрашав како можам да ја подобрам ефикасноста на класичните фотоволтаици, бидејќи нивната ефикасност се движи негде од 15 до 20%. И си реков дека навистина огромен број од сончевата енергија не се впива, односно не ја користиме. Односно имаме огромни енергетски загуби кога работиме со нив. Така да повратот на инвестицијата ни е подолг и почнав да размислувам на друг начин, значи надвор од кутијата, како можам да ги задржам овие загуби, односно да ги искористам. Затоа направив на почеток прво еден мал тест. Тестот се состоеше во тоа да прво да се докажам на себе си дали можам да ја соберам сончевата светлост и да ја транспортирам на друга локација. Тоа вака за лаиците изгледа невозможна мисија. Па невозможна мисија, дури некој би рекол лудило, да се зароби на таков начин светлоста и да се однесе на друго место. Тоа може со огледало да се направи нешто така. Меѓутоа, јас пробав на друг начин со помош на изолатор. Многу е чудно кога ќе му кажете на некој електро или машински инженер, јас можам да пренесам енергија со помош на изолатор, ќе ви се изнасме ако не знае за што зборите. Ќе мисли дека сте луд. Имено искористив обична пластика. Пластика во делот на сончев концентратор, односно обична леќа користиме тука, со кое што е 3 мм дебела фрешна леќа, со кое што ја собравме светлост на одредена површина на многу помала површина, ја фокусиравме и таа ја насочивме кон влезот на еден светловоден лицнат пластичен кабел, тоа имате во клипот, може да видите многу добро како функционира. Тој кабел е обична пластика и дури е во овој тест е дури неизолиран гол кабел, значи таков пластичен, каде што јасно се гледа дека само на почетокот имаме драстични видливи загуби, а понатаму се незабележителни и многу помали загубите на светлост, на јачина на светлост во тој светловоден кабел. Успеавме со помош на тој кабел од 10 на метри да пренесеме светлоста, односно да можеме да ја насочиме, однесеме на оние места каде што нас ни е потребна. Секако дека имаме загуби, се прашуваме зошто би го правеле тоа кога ќе имаме загуба, но едноставно ако го разјасниме другиот дел зошто би ја користеле оваа светлост, ќе ни стане јасно. Една од примените на користење на оваа сончева светлост, односно енергија, е за производство на енергија, значи во облици како што нас ни е потребно. Тоа е електрична енергија, топлина и ладен медиум, евентуално ладен медиум. Значи, што добиваме на крајот на тој кабел, така?
на кабелот, значи ние само ја пренесуваме во чист облик сончевата светлост. Таму се содржи и енергијата, значи во таа сончева светлост, и таа енергија ние ја искористуваме за тука во една затворена евентуално, значи кутија, која што ја нарековме темна комора, односно во електричниот модул на таа темна комора, каде што сега се сместени се фотоволтаиците, ја претвараме во електрична енергија. Зошто би ја носеле, зошто не ги ставиме горе? Затоа што каде се, односно ја би рекол каде се загубите на енергија кога горе ги поставуваме фотоволтаиците. Првата загуба е во делот во рефлексијата, најголемата загуба понатаму е во топлината. Значи се губи ефикасноста во топлина. Ако ги ставиме во затворена комора, изолирана комора, и тука ја однесеме светлоста, тогаш придобивките од секоја рефлексија внатре, повторно ќе ги, мислам, и загубите, повторно ќе ги добија некој друг фотоволтаик, бидејќи во сите 6 страни е обложена со фотоволтаици, така да тие загуби ќе ги анулираме овдека, оние односно ги анулираме загубите од самиот светловоден систем, односно од концентраторите и кабелот, кои што планираме дека негде ќе излезат помалку од 30%, ќе ги добиеме со придобивки од рефлексијата внатре во самата темна комора и со топлината која што тама ќе се развие, која што ќе може да ја искористиме во наредните модули, а тоа е модулот за загревање и модулот за ладење. Добро. И сега кај може сето тој патент да се примени? Во економијата наша, во индустријата или во земјоделството или каде? Овој тип на производ конкретно е наменат првенствено за домаќинството. Значи секој домаќинство ќе може да постави одредена квадратура на сончеви концентратори, дали ќе биде тоа на својот кров од дома за живење, дали ќе биде покрај него, кој што со помош на овој светловоден кабел ќе може да се однесе фатената светлост до темната комора и таму ќе добиеме на излез првенствено струја од 220 волти, односно негде планираме до 3 киловати да биде за едно домаќинство. Меѓутоа, со помош на топлинските загуби во овој случај придобивки, во делот на хитинг модулот, значи модулот за грејење, тука имаме и два топлоизменувачи. Едниот топлоизменувач ни е за санитарна топла вода, значи ние веднаш добиваме и топла вода за бойлер, без да поставиме сончеви колектори на кровот. И вториот поголем топлоизменувач ни е топлоизменувачот за грејење, односно тука имаме грееме течност која што може да искористиме во подно грејење или во фенкойлерите. Истовремено, бидејќи ние вршиме ладењето на фотоволтаиците со свеж воздух од надвор, ќе добиеме и излез од ова хитинг модул, со вентилација и со грејење, значи може да искористиме. Значи веќе имаме когенеративна мини централа. Ако го поставиме и третиот модул, кој што ќе врши пренамена од отпадната топлина, преобразба од отпадната топлина во ладен медиум, а тоа е можно со повеќе методи, тогаш ќе добиеме и тригенеративна мини централа, односно ќе добиеме и ладење, слично како што го добивме грејењето. Добро, дали тој патент може да се примени, да речеме, сега почнува сезоната на рано градинарски култури во пластеници. Сега импровизирам, навистина не знам дали во земјоделството, да им го намали трошоците на земјоделците за производство, за конкуренција на пазарот. Да, овој систем на некој начин на заробување на светлост може да се искористи и за таква намена, значи има повеќе намени. Рековме, еден е во енергетскиот дел, вториот во производството на раноградинарски култури за цвеќиња, евентуално други лековити билки кои што бараат поголемо количество на сонце. Со тоа што првиот дел на сончеви концентратори и светловоден кабел го поставуваме покрај, да кажеме, стаклениците, каде што се произведува вакви култури, и со тоа можеме дел од оваа светлост да искористиме за засилување на сонце, природното сонце внатре во самиот стакленик.
Значи дел го користиме да го донесеме сонцето до самиот плод, евентуално до лисјата, каде што ќе имаме подобро созревање на плодот, да кажеме патлиженот ќе има природно сонце засилено, ќе созрее поквалитетно, ќе биде повкусен. Од друга страна, дел од оваа светлост може да ја искористиме во така наречени топлински батерии, кои што ќе бидат сместени во земја, значи во овие стакленици под нив, каде што додека има сонце, тие ќе акумулираат топлина, односно ќе вршат преобразба на светлоста во топлинска енергија, а кога ќе престане сонцето, значи тие ќе почнат полека таа да ја оддаваат во земјата, и таа топлина што е во земјата ќе се качува дури нагоре, ќе оди и во воздухот. Со ова ги намалуваме трошоците на загревање, можеби ќе успееме и 100% да ги намалиме, ма во голема мерка нема да, мислам дека ќе спречиме користење на мазут и нафта за загревање на стакленици и оранжерии. Сега ова многу изгледа вака, многу убаво изгледа. Меѓутоа, колку треба време да помине од основната идеја и сега овој патент, во која фаза се наоѓа? Дали во прототип, дали во основна идеја, дали е реален, дали е спроведлив, дали е изводлив, дали е изведбен? Вака, ова идеја е ставена на хартија, дури рековме дека е презентирана на повеќе, како иновација на повеќе сајми, имаме 10 веќе златни медали за тоа. Со тој патент? Со таа иновација, бидејќи не е патентирана, така? Идејата е пријавена, значи имаме пријава во која што имаме 7 патенти, значи во таа пријава. И тоа е процес, значи мора да помине одреден временски период, тоа да се провери и да се издадат решенија за патенти. Ова сега во моментот доаѓаме и до фаза каде што ова интернационално ќе го пријавиме, значи овие патенти. И со тоа ќе ја продолжиме заштитата која што во моментот ја имаме преку македонската пријава. Понатаму, значи после извесен временски период, ќе треба тоа да се реши и соодветно во некој посебно во повеќе земји, значи да се пријави и тогаш имаме вкупната целосната заштита, значи ќе имаме. Меѓутоа и во оваа фаза можеме да почнеме да го реализираме ова. Во моментот бараме партнер, инвеститор и бараме уште една институција која ќе го прави прототипот, односно ќе врши истражување и развој, за да го развиеме овој прототип до она мерка до која ќе кажеме да ние имаме производ кој што може да излезе на пазарот, односно ќе направиме proof of concept. Дали ќе би користи оваа емисија, баш би ме радувало ако користи за промоција на оваа ваша идеја. Секако прво ќе биде повидлива оваа иновација, а второ можеме и да ја испратиме и на други места каде што сметаме дека ќе биде корисна. Добро, значи како барате вие инвеститор? Оглас имате објавено преку комори, преку издруженија, како го барате тој инвеститор? Сега, например, еден од начините што може да помогне е преку фондот за иновации. Јас би сакал да конкурирам, односно да аплицирам во еден таков повик. Меѓутоа, малце имаме тука еден проблем. Фондот за иновации првенствено работи со компании, не работи со поединци. Значи, како поединец не можете да конкурирате и се надевам дека тоа ќе го сменат, ние им укажавме на тоа да се смени, затоа што тоа се фонд за иновации, не се фонд за компании со иновативни дејности и треба да ги опфатат и поединците во ова. Ќе пробаме ова да го реализираме преку компанија, меѓутоа и тука постојат за различни повеци, постојат различни услови, староста на компанијата, дали да биде помеѓу година, дена и 6 години, има одредени повеци кои што не внимаваат на тоа, меѓутоа да кажеме се многу понеприфатливи во однос на собственото учество, да кажеме. Повторно за реализација, например, за еден ваков проект потребни се, односно да се направи прототип и proof of concept, негде се потребни помеѓу 300.000 и 500.000 евра, например, каде што ако ние имаме 30% собствено учество, тоа се околу 100.000 евра, повторно се големи финанси. Ова може само да се влезе во партнерство со некоја поголема компанија или некој инвеститор, па да се аплицира во фонд.
Ајде да го довршиме муабетов за фондот, значи сте разговарале вие со фондот или предлагате некоја измена во законот за финансирање на иновации? Имавме неофицијални разговори со лица во фондот. Не само јас, туку има и други иноватори, значи такви разговори каде што побарав од фондот, значи да има и такви апликации каде што поединци би учествувале во нив. Поединците немаат таква моќ да имаат собствено учество, мора да се внимава и на иноваторите, значи во Република Македонија. Тоа е стара болка на Македонија, иноватори имаме, памет имаме, пари немаме, односно нема кој да ги земе иноваторите, да ги поддржи малку. Тоа е со децении тој проблем се провлекува. Сега ти си во таа група млади иноватори, продуктивен, еве се гледа и по наградите и по медалите, овие се добиени во странство, на странски надпреварувања, нели? Околу таа тема, дали е уште таква состојбата, дали има шанси нешто да се измени? Проблемот со Македонија има, точно дека имаме многу паметни луѓе во Македонија, способни луѓе во Македонија и иноватори плюс имаме во Македонија. Меѓутоа сметаме дека Македонија многу малку вложува во технолошките развој и развој на вакви иновации и така натаму. Да. Тешко е дека вие ќе добиете, јас барам моментално спонзорство некои од појаки компании да видам дали ќе добиам нешто, значи такво за реализација. Слаб е интересот? Во таа фаза сум што не можам да кажам, значи дали е слаб, ќе видиме, значи во наредниот месец-два ќе го видиме и тоа. Меѓутоа, тоа ги тера, ако немаме промена на оваа ситуација, за да успее овој патент, односно оваа иновација, таа ќе мора да се реализира надвор. Што ќе значи тоа? Значи, тоа ќе значи дека мора да најдеме партнер на институција која што е надвор од Република Македонија. И нема да биде регистрирана како македонска иновација, веројатно? Не, таа ќе биде регистрирана на лицето кој што е македонски државјанин, односно потекнал од Македонија. Меѓутоа, реализацијата за жал ќе биде најверојатно реализирана надвор во некоја друга земја. Односно земја која што вложува во тоа и нормално многу кратно повеќе добива во тоа. Оваа иновација е интересна за западните земји, интересна и дури за Руската Федерација. Ние бевме многу добро примени на сајмот во Москва, една најдорагите златни медали од тој сајм, каде што таму се заинтересира и Волгоградскиот институт, па и тој го стави во својата програма и заедно со други проекти побара средства од Руската Федерација, мислам дека им се доделени за да се реализира овој проект. Ќе видиме што ќе биде од тоа. И јас исконтактирав и со други странски можни инвеститори, има интерес, морам да кажам. Меѓутоа, во моментот оваа иновација се наоѓа во првите фази, значи немаме прототип, така да е малце можеби по-не активно, односно не толку не викам непожелно, меѓутоа неубедлива, да, кога би имале прототип и proof of concept. Тогаш би вредела многу повеќе. Како треба да изгледа тој прототип? Колкаво тоа треба да биде? Што треба да види некоја комисија што ќе го оценува тоа? Прототипот не мора да биде многу голем, може да биде од типот на кажеме 2 метра на 5 метра, да кажеме темната комора, 3 модули и евентуално 10-20 квадрати сончеви концентратори со одредена должина и капацитет на светловоден кабел. Значи тоа не е многу големо, може да се смести во една мала да кажеме хала и таму да се тестира. Меѓутоа, ние мораме да најдеме соодветни материјали со кои што ќе решиме неколку проблеми, односно прашања, тоа е проводливоста на сончевата светлост низ тие материјали, отпорноста на загревање и деформација, односно и други методи со кои што би ги решиле тие проблеми. И тоа мора да го правиме во еден циклус на изработка на прототип со таков материјал, значи проверка на тоа, добивање одредени мерења, резултати и повторно вклучување на други материјали со кои што постојано би се подобрувале условите, односно би се намалиле тие загуби во овој транспортен систем, а со тоа
и доближување до крајната цел да имаме доволно енергија за функционирање на темната комора со трите модули. Добро, велиш дека не треба тоа да биде нешто големо, нешто огромно, нешто грандиозно. Што ја дига толку цената? Значи, зошто Преска спомна 300 до 500.000 евра, тоа е огромна пара. Што ја дига тоа? Цената ја дига прво, дигат материјалите, значи набавката на повеќе типови на материјали, тестирањата, значи мора да имаме одредени услови, лабораториски услови, одредена апаратура за да го направиме тоа. Затоа бараме, може да се олесниме, бараме и такви институции кои што веќе има такви лаборатории, таква апаратура, ама тоа го нема во Македонија. Јас искомуницирав со неколку факултети, машински факултет, електрофакултет, дури сум и во комуникација со Штипскиот, значи универзитет, да видиме дали имаат нешто соодветно за ова. Има интерес кај нив во првична фаза. Не знам, времето ќе покаже дали ќе не успееме нешто тука во Македонија или надвор ќе реализираме од ова. Така, добро, целиот овој муабет наведува дека ова е нешто светска иновација. Веројатно, ако биде заштитена како патент, таа ќе биде и прва во светот. Значи, не сме виделе некаде да биде сончевата, барем јас, сончевата енергија пренесувана со кабел на друго место и да се користи во вид на топлинска енергија или на електрична енергија. Постојат некои други слични идејата ми е прашањето, да. Слични начини, меѓутоа јас сакав на ваков начин да тестирам. Ја има таа во облик на некои дечи играчки, да ги наречам, каде што доле имате некоја LED диода, например, па таа преку пластика по принцип на тотална рефлексија се пренесува на краевите. Тоа го имате и во одреден тип на светлосни реклами кои што се компјутерски се гравираат, па кога се пушти светлост од горната страна, секаде каде што е гравирано свети, значи тоа веќе постои. Само иновативноста се состои во целиот овој концепт, значи кога ние ова го комбинираме со нешто друго, а тоа е производството на енергија, односно електрична енергија и топлина, односно ладен медиум, или искористувањето за производство на здрава храна, да кажеме. Да. Нормално дека може да се искористи за осветлување. Неколку фази понатаму може да се развијат. Јас може би е неблагодарна, ако отидам 20 години понатака, и ако сега почнеме на вистина да го пристапиме кон решавање на ова, ние може би ќе доживееме да се формира еден таков нов алтернативен енергетски дистрибутивен систем, каде што покрај електричната енергија ние би можеле со ваков светловоден кабел во иднина да пренесуваме светлина, оригинална сончева светлина, изворна, која што во секунда со брзина на светлост, значи би се распределувала секаде, каде што има ваква дистрибутивна мрежа. А ако го направиме тоа глобално, ние ќе добиеме 24 сати сонце во сите тие точки, што значи дека 24 сати ние можеме и дома или на друго место во поголеми комплексни тригенеративни централи да произведуваме типови на енергија како што ни е потребна. Со тоа и фотоволтаиците од прилика во просек 8 сати во денот ќе им пута 3 ќе им го помножиме, значи времето на производство на електрична енергија, односно ќе им го намалиме времето на поврат на инвестицијата. И ние нема да ги имаме оние временски гапови кога нема сонце, па сега немаме производство на енергија, туку ќе ностоп ќе имаме електрична енергија, ностоп ќе имаме постојано ќе имаме топлина, постојано ќе можеме да ладиме, постојано ќе имаме топла вода во бойлерите. Да. Многу е интересно што сите овие, овој систем се базира едноставно на пластика, така да сончевите концентратори и светловодниот кабел би биле многу поевтини него да се правите од конвенционалниот систем. Сега што имаме со бакарни кабли со изолација, па сега огромни трансформатори и така натаму. Кога велиш дека прототипот ќе чини 300 до 500.000 евра, дали
кога ќе почне тоа да се инсталира, да речеме, дај Боже, што побрзо, ако е применливо, тогаш колку ќе вреди таа инвестиција, дали ќе може дали ќе може секој да си дозволи да вложи, да инвестира во таа инсталација во примена на овој патент. И тоа треба да се вака сега, ако ние дојдеме до прототип кој функционира и ќе докаже дека сето ова функционира, ова веќе ќе вреди многу, значи ќе тежи многу. А ќе направи голем импакт, значи големо влијание и на животната средина, и на навиките на луѓето, и на работењето, и во развојот ќе направи голем импакт. И сметаме дека тоа е најјакото оружје кое што го имаме во моментот. Ако оние инвеститори, вистински инвеститори, гледат потенцијалот на ова, тие уште во порана фаза треба да влизат, значи, во овој проект и да се почне со развој на ваква иновација, да се дојде до комерцијализација нејзина. Оние компании кои што ќе ги развијат овие продукти, светловоден кабел, концентратори, темни комори, модули, тие компании ќе имаат многу работа. Бидејќи ова ќе може да се применува на домакинства, без разлика дали живеете во куќа или живеете во зграда во стан, ќе може во поголеми размери да се применува и на, да кажеме, на поголеми трговски центри, на болнички комплекси, студентски домови, војни касарни и така натаму, значи за поголеми објекти. Ние ќе можеме, ако го развиеме кабелот во втора фаза до 10 километри, ќе можеме, например, сончевата светлост да ја собираме позади водно на некое земјиште кое не е обработливо или кај што нема вегетација, голо, а да со светловодниот кабел да носиме во центарот на градот, во одредени точки, кои што ќе поставиме со одредена јачина 3 генеративни централи и кои што ќе обслужуваат, да кажеме, од 1000 до 5000 домакинства. Така ќе направиме келиско производство на енергија, ќе ги снабдуваме граѓаните со струја, со топла или ладна вода. Зависи што им треба. Добро, ако некоја фирма, ако некој вака надлежен од некоја фирма ја гледа оваа емисија и посака да се вклучи во овој проект со инвестиција, со соработка и така натаму, кај да се обрати? Имате фирма или сте поединец? Може да се обрати кај вас овдека во телевизијата, може да ме најде лесно. Стоиме на располагање. Јас имам и социјалните мрежи, може да ме најдат, така да стоиме на располагање за контакт меѓу евентуални инвеститори и вас, а и за промоција на целиот и за следење на целиот тој проект, дај Боже да се развива како што треба и што побрзо го. Најбрза реализација може да се искористи овој проект за осветлување, значи можеме во оранжериите, евентуално за дневно осветлување на тунели, на рудници, безбедно осветлување, значи на рудници, бидејќи немаме електрична енергија, имаме чиста светлост, подводни инсталации, може да се искористи во работни хали, каде што имаме голема, например, денеска, да кажеме, ако е ден, имаме убаво сонце, ама во халата внатре имаме потреба од големо осветлување, па од тоа сонце да го пренесеме под халата на некој начин, со што би го осветлиле работниот простор. И понатаму, значи, можеме да го искористиме и за енергија. Добро, еве во завршните зборови, да кажеме дека емисија ја јавивме како разговор од кој ќе произлезат неколку пораки во функција на намалување на општата состојба на животната средина, особено на намалување на загаденоста на воздухот, и можеме да заклучиме дека овие се долгорочни зафати кои на подолг рок можат да придонесат во тој правец. Значи, реков дека ќе има голем импакт, значи ќе променат многу работи во повеќе сфери. Една од тие сфери е екологијата. Ние можеме да ги изчистиме океаните од пластика, односно почвата, и со таа пластика да го изградиме овој енергетски дистрибутивен систем, значи да му најдеме друга примена место да го фрламе и да загадуваме. Понатаму во голема мера ќе го намалиме користењето на фосилните горива. Има уште еден дел кој што понатаму можеби ќе се развива, можеби дел од некој го развива веќе тоа, а тоа е пренасочување на ова сончева енергија за производство, да кажеме, на водород. Водородот може да се добие со разлагање на водата, која што има како ресурс.
се ослободува кислород и водород и кислородот може да го користиме во одредени цели, можеме и да го испуштаме, а водородот може да го ставиме во резервоари кои што подоцна кога нема сонце ќе го користиме со помош на генератор на водород, ќе го користиме за производство на електрична енергија и на топлина. Она што го испушта тој генератор повторно ќе биде вода, кој што повторно ќе собираме и повторно ќе го правиме истиот циклус, ќе го вртиме. Видите, природата се потрудила и ни дала се што ни треба за сите наши енергетски потреби. Значи ни го дала сонцето како извор, голем извор на енергија, ни ја дала водата, ни го дала воздухот и четвртата компонента ќе биде нашата технологија која што треба да ја развиеме за да добиеме таа зелена обновлива енергија. Така. Добро, да ја завршиме емисијата со порака дека иноваторите мораат да најдат повисоко место во третманот, во финансиски третман, воопшто во институциите, особено во планирањето на буџетот, преку разни фондови, не знам како да тие форми, но мора тоа да се донесе на ниво, бидејќи нема развиена земја која не се потпрела на сопствениот технолошки развој, на сопствената памет на своите иноватори. Па ви благодарам за гостувањето во емисијата. И благодарам и на вас на приликата да кажем ова. Уште еднаш ќе речам дека ви стоиме на располагање во медиумска промоција на тој ваш проект, на вашата замисла. Многу е интересен, ќе го видат гледачите неколку пати во емисијава. Па да се видиме во некоја следна прилика кога ќе имаме за тоа повод. Секако. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. Мислам дека овој разговор беше интересен во функција на зачувување на нашата животна средина и во функција на нашиот технолошки развој, од кој сите ние ќе имаме полза. Ви благодарам и пријатно.